Добар ден, драги ученици! Денес во нашата електронска училница се наоѓаме на часот по македонски јазик наменет за учениците од прво одделение. Јас сум одделенски наставник Маја Бунтеска. Што ќе учиме на овој час? На овој час ќе направиме анализа на текстот на љубавото јаболко. Што ќе научиме на овој час? Најпрво ќе се запознаеме со содржината на овој текст. Потоа ќе одговориме на неколку прашања. И тоа каде се случува овој текст, кој учествува во овој текст, односно кои се ликовите од овој текст и најважното од се, што не поучува овој текст. Вчера беше 21 март, денот кога официјално доаѓа пролет. Оваа пролет ја дочекавме сите позади нашите прозорци. Но не тагувајте. Ќе дојде нова пролет, која што заедно и со песна ќе ја дочекаме. Во овој момент најважно е да останеме во добро здравје. И доаѓањето на пролетта ни го најавуваат нежните ливчиња кои што никнаа на слабите гранки на пролетните дрвја. За скоро во овоштарниците ќе се појават и снежно бели цветови, од кои што ќе се родат највкусните овошки. Така, во една градина, од еден снежно бел цвет, се роди најубавото јаболко. И да видиме што вика нашиот текст, односно, што се случи понатаму со најубавото јаболко. На една гранка од големата јаболкница живееше едно јаболко. Тоа секој ден си играше со утрата и ветрот. Беше здраво и румено. Со задоволство се миеше во утринската роса и дождот, а лицето му сјаеше од задоволство. Така јаболкото беше многу убаво, но влюбено во себе. Мене никој не смее да ме допре, велеше тоа. Кога некоја птица ќе слеташе на гранката, јаболкото ја гонеше од јаболкницата. Бегај! Бегај! Оди си од тука! Што ќе правиш ти тука? Еден ден во градината дојде овоштарот. Тој на грбот носеше прскалка. Одеше од овошка до овошка и ги запрашуваше плодовите на гранките. Штом го виде тоа на љубавото јаболко, рече: Што? Зар ќе дозвола моево убаво лице да ми го напрскаат со тој отров? Потоа добро се скри под лисјата. Но на истата гранка живееше и еден црв. И црвот го виде овоштарот, па се залепи по еден лист и молчеше. А кога помина опасноста, почна да го грицка на љубавото јаболко. Оди си, што ти паѓа на ум? Зар тоа е пристојно? Се лутеше јаболкото и се караше со црвот. Па, јас сум влюбен во тебе, рече црвот и продолжи со грицкањето. Помош, викаше јаболкото, но никој не ги слушаше неговите зборови. Црвот продолжи и дојде до неговото срце. Еден убав есенски ден во овоштарникот пак се појави овоштарот за да ги бере зрелите јаболка. Го скина на љубавото јаболко. Го зеде во рацете, го разгледа и си рече: Ова јаболко е црвливо, па го фрли во ѓубрето. Почнаа есенските дождови. Јаболкото беше болно. Лежеше на земјата, тешко дишеше и не беше веќе на љубавото јаболко. Се надевам дека содржината на овој текст ви се допадна и наша следна задача е да направиме анализа на содржината на овој текст. За да направиме анализа на еден текст, потребно е да одговориме на некои прашања. За да го одредиме местото,
каде се случува приказната, потребно е да одговориме на прашањето. Каде се случува приказната за најубавото јаболко? Приказната за најубавото јаболко се случува во овошната градина. Овде може да изработиме заедно и една задача. За оваа задача потребно е да го запрете видеото, да земите неколку листови хартија, молив и боички. На бел лист нацртајте каде се случува приказната. Нацртајте ја градината, онака како што вие ја замислувате. Кои ликови ги сретнавме во приказната? Во оваа приказна се запознавме со двата ликови. Ликот на јаболкото и ликот на црвот. Овие два ликови имаат своји особини, според кои што и се разликуваат еден од друг. Ајде да разгледаме какво беше јаболкото. Ако го погледневме јаболкото, уште во почетокот на приказната, ќе видевме дека тоа е многу убаво. Тоа е црвено и зрело, но неговото однесување ни откри и некои други негови особини, а тоа беше дека ова јаболко е вообразено, горделиво и сето ова придонесе на крајот на приказната, на љубавото јаболко, да ја заврши приказната тажно. Втората ваша задача на овој час е со помош на илустрации, какви што вие знаете да насликате, да прикажете некои од особините на најубавото јаболко. Нацртајте така како што умеете и не е важно како ќе нацртате. Најважно е да знаете што сте нацртали и тоа да можете да им го пренесете на возрастните. Другиот лик кој што го среќаваме во оваа приказна е црвот. Каков е црвот? Црвот беше мал, во боја беше зелен, но неговото однесување ни покажа дека тој е среќен. Црвот беше и влюбен во најубавото јаболко. Беше љубопитен, а неговото љубопитство го натера да биде и задоволен на крајот од оваа приказна, односно да го изгрицка јаболкото до самиот крај, односно до неговото срце. Значи, црвот беше мал и зелен, но беше среќен, влюбен, љубопитен и задоволен. Исто како и првата задача, вашата втора задача е да го сопрете видеото и со помош на различни илустрации да ги прикажете некои од особините на влюбениот црв. Зошто најубавото јаболко на крајот на приказната завршува толку несреќно? На крајот на приказната јаболкото беше тажно и изфрлено на ѓубриштето. Но која беше причината за сето ова? Една од особините која што имаше јаболкото беше горделивоста. Оваа приказна ни открива дека горделивоста не е добра особина. Поуката која што може да ја извлечеме од овој текст, може да ја извлечеме со помош на едно прашање, а тоа е: што не поучува овој текст? Односно, какви треба или какви не треба да бидеме? Па поуката од овој текст не поучува дека не треба да бидеме горделиви. Или како што јас би рекла, не треба да бидеме горделиви, затоа што од горделивоста полош занает нема. Доколку ви се допадна приказната, содржината на овој текст ја имате во самата презентација. Вашите родители може да ви ја прочитаат повторно оваа содржина. А вие за тоа време размислете дали треба да бидете горделиви, вообразени или треба да бидете скромни и љубезни. Најубавото јаболко може да биде пример за тоа какви не треба да бидеме во животот. И уште еднаш,
да ја повториме поуката која што извлековме од текстот на љубавото јаболко. Не треба да бидеме горделиви, затоа што од горделивоста полош занает нема. Се надевам дека убаво ја разбравте поуката од овој текст. За сите вас на кои што ви се допадна содржината на текстот и на кои што ве мотивираше овој час, имам уште една активност за забава и релаксација. Дома сите имаме некои различни отпадни материјали. Хартија во боја, картон, волница или нешто друго. Од овие отпадни материјали изработете ги ликовите од овој текст на љубавото јаболко и малиот влюбен црв. Можете да направите и куклена представа и да им ја прикажете на вашите родители, а со тоа јасно ќе им ја пренесете и пораката на овој текст. Јас верувам во тоа дека вие имате бескрајни идеи како да ја завршите оваа работа, но во прилог ќе ви доставам неколку идеи што би можеле да направите од овој час. Се надевам дека содржината ви се допадна. До следниот час, довидување.